Добре дојдовте во Кейткаст. Јас сум Кейт. Ова е нашиот заеднички простор со инспиративни разговори. Додека размислував која тема да ја одберам во денешната епизода, шетајки се низ паркот со моето кученце, видов една ситуација која што ме потсети мене како родител кога децата ми беа мали и како наставник кога пред некое време ми се случи со една моја ученичка, кога бесно беше лута и не сакаше воопшто да реагира на моето присуство кога јас влегов во училницата. Паква слична ситуација имав и со мојот Марко, кога беше мал. Шетавме низ Трговскиот и он одеднаш почна да тропа со нозете и бесно да вика, не знаејќи зашто станува збор. Но со текот на времето, моите искуства, моето животно патување ми покажа дека позади секоја лудина и позади секој бес кај секој дете постои длабока причина, која што ние како родители или како едукатори требаме да ја посматраме, да ја наблюдуваме и да ја откриеме која е позадината на длабокиот бес што го носи детето. Истражувајќи ги сите ситуации, и како родител, и како едукатор, гледајќи и наблюдувајќи ги како реагираат децата на одредени ситуации, открив едноставно дека тука се кријат неколку клучни позадини за појавата на бесот и лутината. Некогаш децата се гладни или се преуморни и тогаш една од главните причини кога тие бесно реагираат. Бидејќи кај децата мозокот се развива до 25-та година и они ја немаат контролата емоционално да се контролираат и да реагираат, односно емоцијата да ја искажат со зборови. Најчесто ја искажуваат преку своето тело, преку лутина, преку бес, преку фрлање на одредени предмети, повлекување, вриштење, различни симптоми, кои што како родители или како едукатори нас не запрепастува и често знаеме да кажеме дека детето е непослушно, дека не е воспитано, не е културно, а всушност е поголема и подлабока позадината, дека тука се крие нешто кое што го носи. Може да е неправда. Втората клучна точка е неправдата. Често децата се фер и они сакаат фер плей игра. Но кога ќе осетат дека некој добива повеќе од нив, всушност се загрозени и тогаш реагираат. Не знаат да искажат својата емоција кога ќе кажат дека некој, пример брачелисистичка, па нешто добило повеќе и они едноставно таа неправда во нивната главче им прави ситуација да поинако реагираат. Друг клучен елемент кој што предизвикува појава на бес и емоција кај децата представува и самиот страв или некоја фрустрација. Стравот од нешто непознато или страв од темница, некој страв кој што длабоко е вглавнат во душата на своето дете, а не го знаеме од каде доаѓа тој страв, е една од причините за поинаквото однесување и појавата на бесот и лутината. Кога би ме прашале што да правиме во тој момент, јас едноставно би препорачала да само да ја наблюдувате ситуацијата и да се приближите кон детето, да го гушнете или пак да го му поставите на прашање, а не во директен контакт, туку едноставно да му се приближите со одговор дека јас те разбирам за твојот бес, но можеш да ми кажеш која е причината за твојот бес, односно твојата лутина. Во тој момент детето станува свесно дека има некој што го разбира за неговите емоции и постепено се смирува, почнува да ве наблюдува, ве гледа и потоа се појавува една мала доза на доверба дека може да се приближи и да ја каже својата длабока причина што е предизвикана. Тогаш вие сте тие кои што можете да откриете и постепено, не во истиот момент, ама може би другиот ден, заеднички да поразговарате и да му објасните дека има и поинаков начин како да ги контролира своите емоции. Децата на тој начин ги учиме уште од помала возраст
дека некој ги разбира и дека во иднина ќе почнуваат и сами себе да се разбираат, да ја разбираат својата емоција, од каде им доаѓа и постепено да учат како да ја контролираат. Не да реагираат бурно, туку постепено на смирувачки начин преку техника на дишење или повлекување во некој аго, пронаоѓање на некое предметче или некоја играчка која што ќе им биде како нивни херои заштита во дадена ситуација кога не се тука мама и тато или кога сме тука ние па нас да се приближат, да не гушнаат или да ни каже во моментот сум луд, сакам малку да ме оставиш. На тој начин всушност ги учиме како ќе можат во текот на животот, како ќе растат постепено да се контролираат својата емоција. Така да кога ќе видите дека вашето дете или вашиот ученик е во ваква некоја ситуација, само земете воздух, погледнете го и наблюдувајте ја ситуацијата. Верувајте дека ќе добиете многу подобри резултати, како вие се менувате, како ги разбирате, така и тие се менуваат и ја намалуваат лутината и бесот. И таа се претвара во љубов. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам убав вечер и ви посакувам да пробате и со вашите деца во ваква некоја ситуација, да најдете начин, свој, собствен, смирен, да им се приближите и бесот и лутината да ја претворите во љубов. Доколку ти е оваа тема, како мајка или родител, ти е деновиве актуелна, под оваа епизода ќе оставам линк со мојот бесплатен прирачник како да се справиме со детската лутина, и во него ќе пронајдеш одговор на прашањата кои ги имаш во врска со справувањето на лутината на твоето дете. И плюс има медитација која можете заедно да ја слушате. Ве сакам, се слушаме во некоја наредна епизода